Денеска присуствуваме на настан со кој најавуваме дека многу бргу, до крајот на летото, граѓаните на општина Струмица и сите други од регионот ќе добијат современ здравствен капацитет во рамките на општата болница во Струмица. Увидот што го направивме денеска потврдува дека многу скоро над 200.000 жители од Струмица, но и од околните општини Василево, Босилово, Ново село и останатите ќе добијат поквалитетни здравствени услуги. Кога нашата влада и Министерството за здравство ја презедоа работата за привршување на изградбата и опремување на болницата, која била започната да се гради пред 33 години, беа завршени само 10% од зградата, кои што се градеа сите изминати години. За 3 години работите се завршени до непосредна финализација и наскоро во новиот крак на болницата на површина од над 6000 квадратни метри со модерна медицинска опрема ќе започне работата на ургентен центар за триажа на болни, на специјалистички амбуланти по општа хирургија, пластична и реконструктивна хирургија, ортопедија и урологија. Во тек се завршните работи на оделите по општа хирургија, гинекологија и акушерство, офталмологија, оториноларингологија, неонатологија, ортопедија, како и работа на 8 оперативни сали со неопходна опрема за анестезиологија, реанимација и интензивно лекување. Почитувани присутни, минатата година ја најавивме 2020 година како година во која што ќе вложуваме во човечкиот капитал. Затоа ги зголемивме платите на здравствените работници, ги подобривме условите за работа, набавивме нова опрема, но и ги подобривме условите во јавно-здравствените установи. Со тоа создаваме услови граѓаните да имаат пристап до широк спектар на здравствени услуги во своите локални средини, а лекарите и медицинскиот персонал да имаат современи услови за работа за да ја пружат најдобрата здравствена услуга. Покажавме дека сме одговорна влада, која успеа да го рехабилитира цунамито што го затекнавме во здравството и да го зајакнеме здравствениот систем во нашата земја. Здравствената криза од пандемијата со коронавирусот повеќе од кога и да ја покажа колку е важно здравствениот систем да биде цврст. Пред се, за да се спасат животи, но и да се спречи здравствената криза да прерасне во поширока социоекономска криза, што во голема мера ги засега и децата и семејствата. Во овој период, додека е во тек справување со оваа ситуација, континуирано вложуваме во зајакнување на здравствениот систем, додека ги јакнеме и другите системи да бидат многу поотпорни од секоја криза. Има суштинска разлика помеѓу првиот и овој бран. Сега имаме ресурси, сериозно надграден здравствен систем во однос на капацитетите за сместување, медицинска опрема и знаења на здравствените работници. Имаме капацитет да се справиме и со овој актуелен бран. Од почетокот на кризата со коронавирусот, на секој јавен настап, повторувам една работа. Вирусот ќе го победиме со многу дисциплина и безусловно почитување на сите мерки кои што ни ги кажуваат здравствените работници. Само заедно можеме да ја надминеме ова состојба. Верувам дека од ова криза ќе излеземе многу посилни, многу помудри, ќе разбереме колку е важна граѓанската солидарност, поддршката на институциите, меѓусебното разбирање, граѓанската одговорност. Едноставно сметам дека после оваа криза ќе излеземе поголеми луѓе. Изборот е наш. Друг излез од оваа криза не постои и затоа ниту една друга алтернатива, освен континуирани и соодветни добри здравствени политики кои што може да се справат со вакви кризи. Со истото темпо продолжуваме и понатаму. Оваа година ќе биде запаметена по корона кризата, но и по инвестициите во здравствениот систем и во здравствените работници. Со низата мерки кои владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз ги имплементира, покажавме дека навистина сме на вистинскиот пат. Само со зголемување на платите, вработувања,
максимална грижа за мотивираност на нашите лекари во јавното здравство, зголемен број на специализации и уште многу достигнувања, направивме да го зајакнеме системот и тој систем да биде функционален. Достигнавме историски рекордно високо ниво на примања во здравствениот сектор на здравствените работници. Заедно со сите зголемувања до сега, вклучително изголемувањата во месец февруари 2020 година, основната плата на лекарот специјалист е зголемена за 40%, на медицинските сестри помеѓу 20 и 23%, и на медицинските сестри на клиниките се 23%, и на општите лекари за 25%, а на здравствените соработници за 15%. Ова беше едно од нашите ветувања 2016 година и денеска можам да констатирам во 2020 година дека го исполнивме ова ветување. Ги зголемивме и процентите за исплата на дежурствата на здравствените работници, висината на капитациониот бод на матичните лекари од општа пракса, гинекологија и стоматологија. Во изминативе 2 години дадовме и повеќе од 5000 согласности за вработување во здравствениот сектор, за да имаме силен и стручен капитал во здравствениот систем. На правилниот и на вистински пат сме. И така ќе продолжиме и понатаму во годините пред нас. Јас силно верувам дека ќе избереме да се прилагодиме сите заедно на новата реалност, да го заштитуваме нашето лично здравје, колективното здравје и да го чуваме и да го јакнеме здравствениот систем. Новата нормалност значи и организирање на изборен процес согласно здравствените протоколи на надлежните институции во процес безбеден за граѓаните, за нивното здравје и за сите учесници во изборниот процес. Само така ќе обезбедиме услови да биде исполнето демократското право на граѓаните да гласаат на избори, за да обезбедиме функционално собрание и нова политичка влада. Институциите имаат капацитет на денот на гласањето да ги обезбедат сите превентивни мерки кои што се потребни за целосна заштита на гласачите и на сите други учесници во изборниот процес. Гаранција дека изборите ќе бидат фер и демократски и дека волјата на граѓаните ќе биде легитимна има и од наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР, која потврди дека со своји наблюдувачи ќе го следи изборниот процес. На крајот сакам уште еднаш да апелирам да се воздржиме од групирања, да одржуваме дистанца, да сме внимателни, да носиме заштитна опрема и да се грижиме за личната хигиена. Уште еднаш благодарност до менеджментот на болницата, до директорот, благодарност до министерот, до неговите соработници во Министерството за здравство, благодарност до сите оние кои што се вградија во овој проект на доградба на болницата, благодарност до работниците кои што работеа непречено во овие услови на пандемијата и на тој начин директно допринесоа да имаме и добра економска активност. Нека е со среќа да имаме уште многу успешни проекти, да сме живи и здрави, да живее Република Северна Македонија. Благодарам.